Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за разбуденото семејство на тема тргнување по новиот пат и начин на родителствување. Додека секој момент во свесното родителство е заради постојаната корекција на тој пристап, редовно прилагодувајќи го притоа тој пристап спрема вистинските потреби на децата, има моменти кога ни треба многу повеќе отколку само една обична корекција на тој пристап. Значи, нашите деца често пати знаат да завлезат во едни деструктивни начини кои што бараат од нас многу посериозно да се вклучиме во со една многу поголема ревизија во начинот на досегашното родителствување наше. Значи, работите можат со децата да не одведат до едни екстремни, дури и крајни места, каде што тоа значи може да ни се случи и преку ноќ, оставајќи не нас запрепастени, изненадени, едноставно да мислиме како тоа може да се случи со нашите деца и со тоа да се чувствуваме како да сме хендикепирани и во смисла да тапкаме цело време на место, да не можеме да го решиме тој проблем. Понекогаш промената на децата во друго училиште или пак промена во некоја нова средина, нови другарчиња може да ги изваде децата од својот нормален начин на функционирање и тие да преминат во екстремни однесувања. И во таквите моменти ние делуваме со нашиот инстинкт на преживување, што подразбира вообичаено да реагираме со едно високо ниво на емоционален набој, сосема спротивно од она што навистина би требало ние да реагираме, наместо да бидеме храбри да се спротивставиме на тој нагон, ние го правиме она што најдобро вообичаено го правиме. Затоа што во таквите моменти ние се чувствуваме изненадени, се чувствуваме изгубени, исто како и нашите деца, и обземени сме од новите предизвици со кои што се распостилаат пред нас, со кои што се соочуваме во дадениот момент, така да може најнаш да разбереме дека нашето дете конзумирало поголеми количества на алкохол или пак имало секс пред да биде емоционално зрело за тоа нешто, или пак дека конзумирало наркотици, или пак дека почнало да добива некои напади поради некоја нова состојба на училиште или поради некоја нова состојба во нивното друштво. Значи, сите овие состојби имаат тенденција нас да не втурнат во голема конфузија, во еден голем страх. И токму поради ова авторката Шефали во својата книга за разбуденото семејство ги советува, ги повикува родителите да направат неколку чекори наназад и смета дека овие работи не можат одеднаш да се случат од никаде туку така, туку тие се случуваат поради натрупаните неусогласености, значи толку време на патот на нивното родителствување. И затоа родителите мора да застанат тука, да размислат и да ја префрлат енергијата во семејството. Понекогаш што значи тоа? Понекогаш значи дека треба да ги преместиме децата во некое друго училиште, или треба да ги извлечиме од одредено друштво, или дека треба целото семејство да оди на семејна терапија. Без оглед на она што го активирало тоа нешто, семејството мора да разбере дека работите внатре мора во голема мера да се променат. Значи, родителите на овој предизвик треба да одговорат со една голема храброст, наместо кај нив постојано да се јавува едно чувство на пораз, чувство на вина, чувство на срам, чувство на жалење. Значи, родителите баш во таквите моменти мора да останат уште повеќе приврзани за своите деца, за да можат тие непредвидливи состојби да станат само една аномалија, да не прераснат во нешто многу поголемо, кое што не може понатаму да се реши. Значи, родителите во таквите моменти мора да бидат свесни кои се пријателите на децата, со кого се дружат, да внимаваат на нивните расположение, колку често се менуваат во текот на денот, како се менуваат, кои амплитуди постигнуваат, каква е
како се хранат, како ја одржуваат хигиената. Значи, родителите не смеат да бидат пасивни, не смеат да бидат самозадоволни, мора да остануваат цело време будни и свесни и да внимаваат на своите деца, да бидат многу внимателни спрема нив. И ако детето, например, не вечерало неколку вечери со ред, или не имало, ги избегнува оброците, или се затвора во собата неколку дена со ред, или не ги пишува домашните задачи неколку дена со ред, значи тоа треба за родителите да представува едно црвено светло, еден аларм голем за родителите дека нешто не е во ред со нивното дете, дека продолжува и понатаму нешто да не е во ред со нивното дете. Значи, родителите мора да останат фокусирани на она што се случува со нивното дете, да го следат постојано, да не се плашат да му поставуваат тешки прашања, да составаат цврсти граници онаму каде што навистина е потребно во тој момент да се стават. И влегувањето во една семејна терапија некогаш е единствениот начин за да може да почне процесот. Значи на една многу поголема корекција. Значи, наместо родителите ова да си го припишуваат како нивна слабост, постојано да се неодлучни, да одбегнуваат околу тоа нешто, да сватат дека во самиот момент кога ќе се решат на семејна терапија, тие веќе тоа нешто е повеќе од потребно и дека е од суштинско значење за благосостојбата на сите членови во семејството. Ако родителите се храбри и тие го сослушаат повикот да се разбудат, тие ќе превземаат одговорноста за своите деца, за семејството, пред штетата да биде непоправлива. Промената во пристапот на родителствување всушност е една природна појава, тоа е дел од животот, тоа е еден креативен процес на живење, значи чувството на огорченост кое што родителите го имаат заради старите начини на родителствување, само ги носат во една емоционална незрелост родителите. Меѓутоа, кога тие ќе почнат да се разбудуваат, да се освестуваат и да го прифаќаат новиот пристап, тие всушност фаќаат дека стариот пристап бил само еден пат од кој што требало да се исклучат и да се премостат кон еден нов пат. Тој момент на премостување од стариот кон новиот може на почетокот да му изгледа за нив опасен, меѓутоа подосна ќе сватат дека всушност кога влегле во новиот пат, тие всушност влегуваат во една многу повисока свесност, каде што сите патишта нови нив ќе ги води до патот на нивното срце, до срцата на нивните деца, каде што тие патишта се навистина јасни, навистина прекрасни, навистина изобилни. И, значи, за да се стане разбуден родител, треба да се има една голема храброст. И кога родител тоа ќе го свати, тој ќе препознае дека колкава е неговата моќ да може да влијае врз иднината на своето дете и сета таа одговорност да ја превземе не само со храброст, туку да ја превземе истовремено и со една сомилост према своите деца. Значи, родителите кои што се разбудуваат, кои што стануваат свесни, сваќаат дека можат да предизвикаат една вистинска револуција во нивниот свет, во смисла на тоа да го променат целокупниот начин на функционирање, меѓутоа преку секојдневните искуства со своите деца. Како? Со тоа што ќе одржуваат постојано радоста во срцата на нивните деца. Тоа се случува преку секојдневните активности, преку постојаните шеги кои што треба да се случуваат со нашите деца за време на оброците, со постојаните гушкања со децата, без разлика во текот на денот, кога одат на училиште, кога се враќаат, кога пишуваат домашни задачи, кога цртаат, кога гледаат телевизија. Значи, не е битно. Битно е децата наши да не бидат изземени од нашата љубов, од нашата почит. Исто така, да можат да доживуваат драгоцени моменти со нас после вечерата, пред спиење, каде што ќе им раскажуваме приказни, каде што ќе им дадеваме постојано прилики да си ги искажуваат своите доживувања кои што им се случиле во текот на денот и така натаму. Значи, со ова
кога родителите се постојано присутни, постојано се ангажирани со своите деца, тие всушност ги користат изобилствата кои што им ги дава универзумот. И тие стануваат вистински сведоци, вистински примери за своите деца, како родителите успеваат да бидат многу издржливи, да се спротиставуваат на сите пречки на патот кои што постојат во текот на родителствувањето со нив, сите болки кои што му се случуваат на патот, сите радости кои што му се случуваат на патот, за да ги остварат целите во родителствувањето, и на тој начин децата сето тоа го гледаат и тие учат да бидат издржливи исто така во својот живот. Значи, колку повеќе родителите се приспособуваат на својот автентичен, уникатен, уникатно самоизразување, и децата учат така уникатно само да се изразуваат во својот живот. Колку повеќе родителите живеат во просторот на своето срце, и децата учат да живеат од простор на своето срце. Значи, свесноста и мудроста како еден од основните пристапи во разбуденото семејство се и единствените патишта за да може да се одржи мирот во светот. А за да може да се одржи, значи, мирот во светот, таа свесност мора да започне во рамките на семејствата. Значи, во разбудените срца на родителите и во разбудените срца на децата. Драги мои, со ова видео всушност го одбележуваме и последното видео од книгата на авторката Шефали за разбуденото семејство. И меѓутоа ова видео би сакала јас да го завршам со една прекрасна песна на авторката Шефали, која што има наслов Ослободување од конфликтот. Ослободување од конфликтот. Таму каде што претходно гледав непочитување и пркос, сега гледам храброст и автентичност. Таму каде што претходно сакав контрола и супериорност, моите стравови ме заведоа да барам доминација. Да посакувам победа по секоја цена, за честопати да изјавувам: јас те родив, јас имам право. А само ти нанесував болка за да се кријам од собствената. Сега ги согледувам сите грешки на моите начини. Колку беа погрешни моите стравови. Колку параноичен беше мојот страв и гнев. Колку луда беше мојата контрола. Сега сум спремна да се префрлам кон новиот начин, каде твојата благосостојба е света за мене, каде твојата автономија е светла за мене, каде твојата автентичност е бесценета, знаејќи дека кога ќе те пуштам за да бидеш ти и да бидеш целосно свое, и јас сум потполно слободна. Се надевам ви се допадна песната и се надевам дека набрзо ќе се гледаме. Останете во добро здравје. До следно видување.